Знам дека сме во ситуација во која што не сакаме да бидеме. Воедно навестени се повеќе позитивни решенија околу оваа проблематика и ова е, пак ќе кажам на крајот, една изнудена одлука. Меѓутоа, јас имам барање до градоначалникот, дали ќе ми потврди тука на седница или ќе ги стави како еден вид на услови при замената на старото улично осветлување со ново, или на дриумовите сијалици да се заменат со лед сијалици, каде што сакам да ми гарантира дека со оваа постапка ќе, под број 1, ќе извршиме намалување на потрошувачката на електрична енергија во делот на јавно осветлување од најмалку 70%, гаранција на новите сијалици да биде минимум 7000 работни часа, план за набавка и замена на сијалици да ни достави во наредните 7 дена, тоест колкав број на сијалици ќе бидат заменети, со каква мокност и која светлосна јачина ќе бидат. И под број 4, време е, значи, за да не ги решаваме работите по дитност, мислам дека е време да изработиме една долгорочна стратегија за намалување на потрошувачката на електрична енергија на ниво на општина. И мислам дека овие предлози се конкретни и мислам дека се прифатливи за градоначалникот. Само така ќе продолжиме да работиме ефикасно и ефективно, доколку се држиме до одредени правила, пишени пред се. Благодарам. Благодарам, Михаил. Повели градоначалник. Благодарам, председател. Значи, Миле, мислам, сме дискутирали на оваа тема и, значи, делот во што ќе бидат со лед арматури, тие се 45 сијалици, значи комплет лед арматури, значи тие се ќе биде при самата постапка барано 3 годишна гаранција, а за сијалиците ќе биде барано 1 годишна гаранција за сијалиците. По наши пресметки, ако земеме по предвид тоа што го имаме и тоа што планираме да го ставаме, значи моментално некаде потрошувачката ова е пред 2 месеци земена, што зимниот период имаме сигурно и поголема потрошувачка, бидејќи сијалиците работат и подолго време, повеќе часа. Месецот што е зема, значи од 28.700 киловат часа планираме некаде на 6.200 киловат час електрична енергија да ја намалиме. Така да, може би изгледа брзо решение, без